На 13 и 14 февруари 2016 година во хотелот Белви крај Скопје се собраа кинолози и одгледувачи на најразлични раси на кучиња кои ги презентираа своите кинолошки достигнувања. Во организација на Кинолошкиот сојуз на Македонија се организираше цацип изложба, а кучињата беа оценувани во 4 ринга. Во ринг број 1 судеше Габриел Стибел, а меѓу останатите раси од втората група му беше доделена честа да ги оценува двете македонски раси, Караман и Шарпланинец. За најубав шарпланинец беше прогласен Апаша Гази Баба Волканес на Денис Селим, а најубава шарпланинка Гора на Орце Марковски. Во изборот помеѓу овие две кучиња победи шарпланинецот Апаша. Во ринг број 2, кучињата ги оценуваше доаенот на македонската кинологија Перо Божиновски, кој внимателно ги проценуваше сите нивни квалитети и недостатоци. За судење во рингот број 3 беше одреден Миле Алексовски, кој своето богато меѓународно кинолошко искуство го применуваше во Македонија. Рингот број 4 беше за гостин од Србија, Воислав Ел Дагестани, кој како и своите македонски колеги безпрекорно ги оценуваше кучињата. Оваа изложба навидум наликуваше како и многу други кинолошки изложби организирани од Кинолошкиот сојуз на Македонија, но не беше така. На неа требаше да бидат презентирани македонски овчарски кучиња карамани, а како што е редот, главните гости пристигнуваат последни на забавата. Во прекрасните градини на хотелот полека почнаа да се собираат главните гости. Прв од нив пристигна караманот Мечкар на Александар Бунтески, кој беше љубоморно чуван од Горјан Бунтески и се чувствуваше гордо затоа што покрај него Горјан успеа да се запознае две другарки.
однина пристигна караманката Варвара на Марина Вранкиќ. Варвара беше среќна затоа што е чувана од секогаш насмеаната Марина и заедно со Мечкар си поигруваа во исчекување на останатите карамани. А ете го и Сварт на Томче Јовановски и Бора на Маја Јовановски. Изложувањето на караманот Мечо на Веле Ангелески е вистински проблем. Мечо израсна во одгледувачницата Челник Пејо, кај браќата Костовски, па не дозволуваше никој друг да го води освен Владко или Маријан. Следуваше оценувањето на караманите во рингот број 1 од страна на судијата Габриел Стидал. Дамите секогаш имаат предност, па така и овој пат Варвара и Бора беа оценувани први, а за поубава беше избрана Варвара на Марина Вранкиќ. Потоа настапија мажјаците Мечо, Мечкар и Сварт, кои предизвикаа нималку лесна задача за судијата Габриел, кој требаше да процени кој од овие три карамани е најубав. Изборот падна на Сварт, на Томче Јовановски.
5 карамани дадоа посебен белег на изложбата, но главното изненадување за публиката предстоеше. Откако завршија оценувањата на сите раси, меѓу кои на македонските карамани, следуваше Best in шоуто на најубавите кучиња од сите раси презентирани на изложбата. Имаше убави кучиња, кои со многу љубов биле чувани и презентирани од своите сопственици. Но публиката ја очекуваше гордоста од македонските планини. Ги очекуваше македонските карамани. Сварт и Варвара победнички продефилираа пред присутните, придружени со македонска традиционална музика, на која заигра и доаенот на македонската кинологија Перо Божиновски, радосен што има чест да представи наши македонски победници, македонски карамани. Дури потоа, откако се представија победниците на караманите, следуваше избор за најубаво куче на изложбата од сите останати раси. А кој од нив победи? Па што е важно? Важно е дека победија македонските карамани и ја одбранија честа на македонската кинологија.
Крајот на оваа манифестација се одбележа со шоуто на шампиони. Своји воведни излагања имаа Габриел Стибел и Перо Божиновски, а председателот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, Сашо Пешев, додели благодарница на Владимир Џабирски, председател на клубот на шарпланинци. Благодарница доби и Коста Глигориевски, спонзор на изложбата, а Габриел Стибел во негов стил со спектакуларна најава ги покани браќата Владко и Маријан Костовски за да им биде изразена благодарност за возобновување на стари македонски раси. За македонскиот хрт и мијачкото овчарско куче, раси кои ги промовираа во истоимените книги и документарен филм. Благодарницата ја додели долгогодишниот одгледувач на шарпланинци Маријан Тренковски. Председателот на Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, Владко Костовски, апелираше до присутните во салата, во иднина наместо туѓи, странски раси, да се посветат на одгледување македонски раси и кучиња, затоа што тоа нема никој друг да го направи, освен ние самите, заради успехот на македонската кинологија. На председателот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, Сашо Пешев, и на кинолошкиот судија Габриел Стибел им ги подарија книгите Македонски хрт и Мијачко овчарско куче, а на сите присутни им подарија DVD материјал со документарниот филм Македонски хрт. Следуваше наградување на најтрофејните кучиња во изминатата година, а звезда на шоуто беше босанскиот барак, Барут, на Златко Марковски, кој неодамна во Италија беше прогласен за светски првак на раса. Оваа кинолошка изложба заврши, онака како доликува на изминатите и идните шампионски денови на македонската кинологија. Пешев додели благодарница на Владимир Џабирски, председател на клубот на шарпланинци. Благодарница доби и Коста Глигориевски, спонзор на изложбата, а Габриел Стибел во негов стил со спектакуларна најава ги покани браќата Владко и Маријан Костовски за да им биде изразена благодарност за возобновување на стари македонски раси. За македонскиот хрт и мијачкото овчарско куче, раси кои ги промовираа во истоимените книги и документарен филм.
Благодарницата ја додели долгогодишниот одгледувач на шарпланинци Маријан Тренковски. Председателот на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, Владко Костовски, апелираше до присутните во салата, во иднина наместо туѓи, странски раси, да се посветат на одгледување македонски раси и кучиња, затоа што тоа нема никој друг да го направи, освен ние самите, заради успехот на македонската кинологија. На председателот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, Сашо Пешев, и на кинолошкиот судија Габриел Стибел им ги подарија книгите Македонски хрт и Мијачко овчарско куче, а на сите присутни им подарија DVD материјал со документарниот филм Македонски хрт. Следуваше наградување на најтрофејните кучиња во изминатата година, а звезда на шоуто беше босанскиот барак, Барут, на Златко Марковски, кој неодамна во Италија беше прогласен за светски првак на раса. Оваа кинолошка изложба заврши, онака како доликува на изминатите и идните шампионски денови на македонската кинологија. Имаше убави кучиња, кои со многу љубов биле чувани и презентирани од своите собственици. Но публиката ја очекуваше гордоста од македонските планини, ги очекуваше македонските карамани. Сварт и Варвара победнички продефилираа пред присутните, придружени со македонска традиционална музика, на која заигра и доаенот на македонската кинологија
За најубав шарпланинец беше прогласен Апаша Гази Баба Волканес на Денис Селим, а најубава шарпланинка Гора на Орце Марковски. Во изборот помеѓу овие две кучиња победи шарпланинецот Апаша. Во ринг број 2, кучињата ги оценуваше доаенот на македонската кинологија Перо Божиновски, кој внимателно ги проценуваше сите нивни квалитети и недостатоци. За судење во рингот број 3 беше одреден Миле Алексовски, кој своето богато меѓународно кинолошко искуство го применуваше во Македонија. Имаше убави кучиња, кои со многу љубов биле чувани и презентирани од своите сопственици. Но публиката ја очекуваше гордоста од македонските планини. Ги очекуваше македонските карамани. Сварт и Варвара победнички продефилираа пред присутните, придружени со македонска традиционална музика, на која заигра и доаенот на македонската кинологија Перо Божиновски, радосен што има чест да представи наши македонски победници, македонски карамани. Дури потоа, откако се представија победниците на караманите, следуваше избор за најубаво куче на изложбата од сите останати раси. А кој од нив победи? Па што е важно? Важно е дека победија македонските карамани и ја одбранија честа на македонската кинологија. Крајот на оваа манифестација се одбележа со шоуто на шампиони. Своји воведни излагања имаа Габриел Стибел и Перо Божиновски, а председателот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, Сашо Пешев, додели благодарни
5 карамани дадоа посебен белег на изложбата, но главното изненадување за публиката предстоеше. Откако завршија оценувањата на сите раси, меѓу кои на македонските карамани, следуваше Best in шоуто на најубавите кучиња од сите раси презентирани на изложбата.